Навистина за мене како градоначалник и како човек нема поубав почеток на работната седмица од оној кога ќе ти започне со децата. Овде сме заедно со директорката на детската градинка Детска радост од Струмица, господја Каролина Дончева, на еден убав момент на пуштањето во употреба на инклузивното игралиште во дворот на градинката Детска радост, што е плод на преубавата и предобра соработка помеѓу Општина Струмица како институција заедно со Министерството за труд и социјална политика. Таквата симбиоза и соработка помеѓу локалната и централната власт беше нешто кое што во минатото беше мисловна именка. За разлика од тогаш, денеска Општина Струмица пред неколку месеци ја пушти комплетно од темел изградена новата детска градинка, најголема во државата и најголема досега, и прва во Струмица нова градинка после 40 години, тоа е новата детска градинка Виножито, што покрај добрата соработка и ангажманот на Министерството за труд и социјална политика, секако на Светска банка, и наложува многу обврски на Општина Струмица и ние со задоволство ги прифаќаме. Затоа, согласно нашите надлежности, обврските на Општина Струмица, само за инфраструктура околу новата детска градинка, Општината со средства од изворниот буџет вложува некаде 20 милиони денари, и овде сакам да ги запознам граѓаните дека во соработка со Бирото за рамномерен регионален развој имаме добиено проект за пробивање на улица број 1, што е покрај тоа што е важна како сервисна улица за самата градинка Виножито, особено големо значење и за граѓаните кои што живеат во населбата Касарна, со што ја растаретуваме улицата Моша Пијада, едно од основните барања на граѓаните од таа нова населба во Струмица. Секако дека кога станува збор за вредностни социјалдемократи, нормално дека се придржуваме на нашите принципи и на нашата вредност како луѓе. Заедно со советниците донесовме одлука да сите самохрани родители кои што имаат месечни примања помали од просечната нето исплатена плата бидат ослободени од плаќањето на дотацијата кон градинките, зборувам за двете градинки, и за Детска радост и за Виножито. Денеска завршува јавниот повик и јас од овде сакам да пуштам силна порака да бидат охрабрени самохраните родители да партиципираат. Заради малиот број на пријавени самохрани родители, овде соопштувам уште една важна одлука дека ќе го продолжиме рокот во самиот јавен повик и уште еднаш ги охрабрувам самохраните родители да искористат таквата можност, тоа е вредност и за нив како родители, но и за децата, секако, и за нас како општина од вредносен аспект. Јас се надевам дека и сигурен сум дека таквата добра соработка со Министерството за труд и социјална политика ќе продолжи и во иднина, и најавуваме од овде уште многу такви инклузивни игралишта, уште многу убави иницијативи и активности, се со цел подобрување на условите во детските градинки. Благодарам.